повторно вниманието го свртуваме кон новогодишните празници, она што не очекува во предстојниот празничен период. Новогодишните празници најчесто се поврзуваат со позитивни емоции, со долго изчекуваниот одмор или можноста да поминеме време со блиските луѓе. Најчесто будат позитивни емоции кај луѓето, но не секогаш е така. 2,5 години пандемија на COVID-19 со придружното зголемено отуѓување и несигурност на сите полиња, потоа воен конфликт во Украина, а како резултат на тоа и економска и енергетска криза која ја живееме. На улиците од градовите новогодишната еуфорија очигледно ја нема во онаа мера како претходните години, а колку актуелната финансиска криза го однесе празничниот ентузијазам и колку долготрајните кризи впрочем се одразуваат на празничното расположение. Ова е темата на која што утринава разговараме со психологот Сонја Угриновска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Никола, ви благодарам за поканата. Споменав во најавата, речиси 3 години живееме во некаков вид на кризна состојба, најпрво здравствена, потоа последнава година актуелни беа економската и енергетската. И сега, иако празничниот период традиционално носи поделени чувства кај граѓаните, она што би сакал за почеток да го отвориме како прашање колку овие долготрајни кризи впрочем влијаат на менталното здравје на граѓаните. Реално се чувствува. Се чувствува и економската криза, и кризата после ковид што настана, грижата, сите тие случувања, загубите, грижата за сопственото здравје, социјалната сфера беше ограничена, така да остана сето тоа делумно да се чувствува и во овој период и во овие моменти кога треба да се празнува. Делумно луѓето се радуваат на сето тоа празнично расположение, но има многу од нив кои што се повлекуваат, кај некој од нив се уште има чувство на несигурност и појава на депресија, депресивни чувства, но тука морам и да ги споменам и другите кризи кои што го прават таа новогодишна ноќ и празниците потешко да поминат. Тие кризи се, например, дисфункционалните семејства, семејства кај кои што има зависници или насилство, семејства кои што имаат во блиско време загубено некоја личност, семејства кои што поминуваат низ развод, депресивни состојби и други состојби на нарушувања во семејството. Сето тоа го прави да потешко ги соберат сили, бидејќи кризата прави трошење на целиот енергетски систем и страдање на личноста, страдање во психосоматиката и ограничување во социјалната сфера. Сето тоа прави да бидат помалку мотивирани да ги поминат убаво, односно да уживаат во празниците. И сега мора да напоменеме дека за време на ковид кризата некако дистанцата и отуѓеноста беше нешто со кое што паралелно живеевме. Колку сето тоа стана дел од нашето секојдневие во овој пост-ковид период, ако може така и воопшто да се нарече, дали го прифативме тоа поведение како нормално? До некаде некои се уште се под тие навики и ги одржуваат со цел да го зачуваат сопственото здравје. Се чувствува и кај оние кои што имаа психолошки потешкоти, сега дополнително да се продолжи таа анксиозност, посебно во зимскиот период, кога се уплашени за нивното здравје, па мора да внимаваат за себе и за своите членови. Но кај голем дел и се почувства и олеснување. Така што во тој период за време на ковид немавме многу шанси за да славиме, за да се собираме. А сега тоа го има луѓе кои што почесто придаваат значење на тоа, се обидуваат повеќе да поминат време со пријателите во дружби, па дури и да патуваат надвор и во Македонија да ги слават празниците. И сега, на кој начин новогодишните декорации, целата празнична атмосфера која што се создава години наназад на глобално ниво, влијаат токму на расположението на луѓето? Што вели искуството на психолозите? Традиционалниот дух е она што го поттикнува расположението
и сите тие ритуали кои што ги имаме, на редење, на елка, на украсување, сега во последно време многу е актуелно и низ нашето искуство тие новогодишни работилници во кои што се изработуваат или колачиња или новогодишни украси и така натаму. Сето тоа има една цел да го поттикне тој дух на новогодишен дух, значи тој дух на едно убаво расположение и заедништво. Но што се случува кај луѓето кои што не се расположени, кои што се со своите проблеми обземени. Во тој момент тоа само создава контраст кај нив и дополнително го јавува чувството на немоќ да уживаат потполно, немоќ да ги изразат своите контраефект. Да. Општините веќе одамна кажаа дека годинава украсувањето ќе биде со одредени рестрикции, пред се поради мерките за штедење. Годинова впечатокот е дека и нема некоја посебна новогодишна еуфорија меѓу граѓаните, ако се земе предвид однесувањето на граѓаните од минативе години. Каде можеме да ги бараме причините за овој, така да го наречеме, пат на новогодишното расположение меѓу граѓаните? Причините се во социоекономската сфера најмногу, освен сопствените, значи кризи низ кои што поминуваат и кои што ги спомнав, така да целокупно на глобално ниво се чувствува помалку апатичност кај луѓето кои што не можат покрај секојдневните стресни ситуации да уживаат потполно во овие новогодишни празници. Ќе продолжам со она што претходно го споминавте, со оглед на кризиве кои што се чини во непрестојна низа се нижат последниве години. Може ли да кажеме дека сме сериозно западнати во апатија, па дури кога станува збор за вакви позитивни вести и информации кои што ни доаѓаат, особено во овој празничен период? Дефинитивно вестите и негативните изјави, односно кога сме пред социјалните мрежи, оно што се пласира постојано негативното, знаеме дека доколку вклучиме нешто негативно, потоа не бомбардираат со негативни информации, многу влијае. Општо, да, се чувствува некоја апатичност кај луѓето, но во име на сите оние кои што сакаат да бидат позитивни и сепак да пронајдат смисла на се што прават, велам да се свртат луѓето кон позитивните работи, да ги избегнуваат негативните извори на... Впрочем, и целта на самиот празничен период е токму тоа. Да ги буди оние позитивни чувства и мисли. Очигледно, од друга страна е дека за време на овој празничен период сме бомбардирани од рекламни пораки, кои што можеме слободно да ги наречеме и притисок од така наречени празнични очекувања, кои што низ медиумите особено е нагласен. Оние пораки дека мора да сме среќни, обкружени со многу драги луѓе, подароци. Какви чувства се будат кај поединецот во една таква ситуација и како полесно да се носиме со тој притисок кој што некако ни се наметнува? Човекот треба сам да си одбере што за новогодишната ноќ или за празниците е најдобро за него. Значи, доколку сака самиот да ги помине, тогаш нека најде, нека направи некој собствен план како најдобро да го помине тоа. И тоа е сосема во ред. Така, и тоа е сосема во ред. И доколку семејството е на некој начин представува загрозителна околност или е нефункционално, тогаш е во ред да излезе надвор, да го помине тоа со пријатели, во некое здружение, да подпомага во некоја волонтерска активност и така натаму. Така да секој не треба да се водиме според она што го гледаме на она што не се пласира, дека така мора да биде. Секој според себе и според собствените потреби треба да ужива. Така, што конкретно представуваа новогодишните празници некогаш, а какво значење имаат денес? Што вели искуството на психолозите по тоа прашање? И на искуство и на психолозите и на ќе се согласат тука и другите дека во изминатите па пред деценија две се даваше големо значење, бидејќи тоа беа исклучителни моменти во кои што младите може да излегуваат повеќе, да останат цела ноќ. Останатите можеа да уживаат во добра состојба, поминувајќи новогодишната ноќ со пријатели или со роднини кои што беа поинтензивни тие дружби меѓу роднински, значи се негуваше повеќе традицијата,
А во последно време самата отуѓеност на народот, посебно во големите градови, и во малите градови, да, доста се чувствува, да. Здравствената и економската криза несомнено го зедоа данокот кога се во прашање и овој празничен период. Колку празничното расположение од друга страна е поврзано токму со финансиската состојба на поединецот? Какво влијание има тоа? Има влијание, но пак ќе кажам, може и со помалку материјални средства или финансиски средства да направиме, да си пронајдеме како може да ги направиме празниците поубави. Значи, ако китиме или украсуваме, тоа не мора да биде нешто купено, скапо, можеме самите да изработиме нешто. Да. А дефинитивно и повеќе ќе се цени доколку самите ја вложиме својата љубов и посветеност во она што го правиме. Се поретко се чини последниве години може да се издвојат работи кои што позитивни работи кои што ни го окупираат нашето секојдневие, од друга страна се почесто слушаме за оние негативните кои што ни ја осликуваат реалноста од друга страна и во една таква средина, во една таква состојба како да останеме психички здрави? Овие луѓе кои што поменуваат низ кризи знаат дека секој ден им е тежок. Така да им помага тоа што помислуваат дека и ова брзо ќе помине. Освен тоа, човек треба да биде кон себе чувствителен, да покаже разбирање за себе. Луѓето кои што им е најтешко, можеби ќе им помогнеме со тоа што ќе ги мотивираме да се грижат за други, да се активираат во други активности кои би им помогнале на други, да побараат помош да се разговара, значи да се обратат кон своите пријатели, кон оние во кои што имаат доверба, за да можат полесно да го поминат сето тоа. Да, и впрочем, хуманост е една од најдобрите одлики токму на овој празничен период. Многумина ќе кажа дека најдобрата превенција е да се одржи присебноста и смиреноста на духот и покрај негативните и несакани движења со кои што секојдневно се соочуваме и при тоа јасно зачувувајќи ја надежта за подобро утре. Како да се постигне воопшто тоа? Навистина е тешко, како што се трудат секој ден и се трудиме секој ден, така да исто и за време на овој период уште еднаш ќе кажам да не се обрнува внимание на секојдневните лоши информации кои што стигаат до нас и да не се споредуваат луѓето со она што го гледаат, како насмејани лица, здружени, слават, значи секогаш да гледаат од свое ниво, што е она што нив ги прави задоволни, без да се споредуваат со она што го гледаат. Да, секој човек си е индивидуална приказна. Многумина ќе кажа дека рецептот за спокоен живот, меѓу другото и тоа да ги намалиме очекувањата и да поставиме реални цели. Може ли да се каже дека тоа е рецептот? До некаде да, до некаде може да се каже. Тука е целокупната плюс тоа грижа за себе, целокупното вклучување и секојдневно барање како подобро да работиме и на нашата социјална сфера, и на нашата семејна сфера, и на личностна сфера. Не е воопшто едноставно, но треба од негде да се почне. И со оглед на тоа што ова е нашата последна средба за 2022 година, кои се очекувањата на психолозите за наредната 2023 година, што вие би им посакале на граѓаните? Најпрво би им посакала убаво да си поминат за празниците, најдобро што може да ги искористат овие слободни дена кои што ги имаат, оние кои што сакаат со семејството, тие со пријателите, од друга страна можат со нив. Им посакувам на луѓето добро здравје прво, потоа се останато, така што се надевам дека ќе успеат полесно да надминат во новата година, да го пребродат тоа што им било тешко во 2022 и сега да се да ги постават нивните планови и цели за да можат и што помалку со наша стручна помош да ги направат тие работи. Сонја, благодарам за одвоеното време и благодарам секако и за соработката која што имавме во текот на оваа година. Се надевам дека истата ќе продолжиме наредната. Ќе ви посакам убави празнични денови, да не забравиме дека и покрај сите кризи кои што ги живееме, сепак и страјноста и желбата за успех треба да биде она што ќе не води и во годините кои што следат. Ви благодарам уште еднаш.